Добар ден, почитувани. Ова е стартот на најновата телма Амбуланта и овој пат реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Како спортот и физичката активност влијаат врз здравјето на срцето? Дали секој спорт е добар за срцето? Што е тоа спортско срце и зошто кај оние спортисти кои активно тренираат се забележува забавен пулс? Дали е тоа здраво? На пациентите што преживеале инфаркт, кардиолозите им советуваат што поскоро да започнат со физичка активност. Но каква таа треба да биде? На сите овие прашања денеска одговор ќе добиеме од гостинот кој што со мене во студиото. Тоа е доктор Никола Христов, специјалист по кардиоваскуларна хирургија во Жан Митрев клиник. Воедно, докторе, вие секој слободен момент го користите за да возите велосипед, така што ова е една идеална тема која што можеме да обработиме со вас. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Велате дека седичкиот начин на живот, физичката неактивност директно влијаат врз здравјето на кардиоваскуларниот систем, затоа не советуваат стручните лица што повеќе да вежбаме. Но притоа кога ќе направиме едно истражување на интернет, наидуваме на еден податок кој се вели кој се нарекува синдром на спортско срце. Што е тоа спортско срце? Добре, тој синдром се јавува кај, да речем, елитните спортисти, кај рекреативците, да речем, ретко кога се достигнуваат до тоа дилатирано или спортско срце. Ние не знам дали до сега, во сегашнава, да речем, наше функционирање болница, дали сме наешле кај елитни спортисти, кај 1 или 20 има дилатирано срце. Тоа се случува од значи, прекомерна физичка активност, од преголеми и предолги тренинзи, напори, интензивни без адекватен одмор. Меѓутоа, поретко го гледаме тоа. Почесто се гледа, да речем, намалување на фреквенцијата или намалување на пулсот кој се случува кај луѓе кои подолго време се занимаваат со активно се занимаваат со спорт. Значи, тоа не значи дека е лош знак. И дилатираното срце не значи дека е, да речем, толку лош знак. Меѓутоа, проблемот е кога ќе почне да смете во секојдневното функционирање. Обично викаат дека навечер кај овие кои не се занимаваат со активно со спорт, пулсот знае да паѓа до под 40. И тогаш се шалиме дека треба на сите да им ставиме ако е така пейсмейкер. Меѓутоа, ако не смета, секако, добре само да се прати, да се иде редовно. Да се следи. Да се следи, да. Тоа е една реакција на организмот кој е кон таа физичка активност. Тоест, таа е реакција на одморот, таа физичка активност и мислам дека една добра реакција, зашто колку си спремен, колку си трениран, се гледа не само по тоа колку можеш да го дигнеш пулсот, него и колку брзо тој пулс се спушта, например, кога ќе престане физичката активност. Така да, како што рековте, тоа дилатирано или големо срце претежно се јавува кај елитните спортисти, кај оние кои се занимаваат со рекреативно со спорт, кои се занимаваат со спорт, треба, мислам дека само да сидат редовно на контроли, еднаш годишно или и ние, знам кога се пријавувавме некоја трка во Италија, една од аматерска трка за точаци, бициклизам, значи ни бара претходно потврда дека сме направиле стрес тест, значи дури кај нас на работа моравме да го направиме, значи стрес тестот е... Што вклучува тој и што покажува? Тоа се конектираат со машина која има, значи два начина, може на точак да се направи или може на подвижна лента. Се поврзува со ЕКГ електроди и притисокот и во исто време и се гледа со зголемување на напорот како реагира срцето, колку го забрзува пулсот, колку рипа притисокот, до кој ниво може да стигнеш, има повеќе нивоа, 8 мислам дека имаше, да не сгрешам, и колку брзо се враќа во нормализира. Да. И обично нели го завршивме сите тоа успешно. Дури тие што се потренирани спортисти може да го лажираат овој резултат или дури не да го лажираат, него да немаат никаков проблем, да речем, при правење на овој резултат. Меѓутоа, кај обичните луѓе, кај оние кои се занимаваат рекреативно со
овој стрес тест, значи правото има го кажува, треба да провоцира, ако има некој проблем да го провоцира и да се открие во контролирани услови, затоа секогаш се прави во болница. Затоа они го бара како потврда дека може да се учествува на таа трка, потврда тој тест, значи може да го издржи, да речем, тој напор. Тој напор, така. Да. А докторе, дали секој спортист што интензивно тренира без разлика на видот на спортот, може да добие вакво спортско срце, проширено срце? Да, ама тоа се по долготрени тренинзи, да речам, тоа проширено или воловско срце и така се нарекува, тоа се, ви реков, многу ретко го среќаваме. Повеќесто се среќава тоа да дае пулсот успорен, меѓутоа пулсот и успорен не е толку лош. Да речеме, тоа збори не само за каква е состојбата на срцето, него и на целокупниот и кардиоваскуларен систем, и ендокринолошки систем, и автономниот нервен систем, и се тоа како е, до кој степен е одморено телото, колку може да се изрелаксира. Така да, според како што реков, работа на срце не е толку лоша. Ја, например, имам УСОН 39, 38, 40. И на работа, да речеме, кога идеме, иако се малку стрес ситуации, знае да иде до 55, до 60. Меѓутоа, кога возиш точак, знае да се качи до 170. Сето тоа е, нели, контролирано, да не иде преку, обично викат преку 200 дека е, да речем, опасно. Опасно зашто срцето може, кога многу брзо работи, недоволно се полни и да дое до таа, се вика, декомпензација. Затоа не сме да си иде тој висок пулс да трае. Тој максимален пулс. Максимален пулс да трае долго. Може во одреден сегмент од физичката активност, например, на крај на некој или спринт или нешто, да речем, трка или последните 2 километри трчање, или не 2, али километар, може да се држи тој, да речеме, 5 минути. Меѓутоа тоа е тоа да се избегнува. Важното е кај физичката активност, посебно кај рекреативците, значи, освен што се одредува нивото, колку треба да се, колку што е важен тренингот, толку е важно и одмарањето. Значи, грубо е, ако еден ден имате тренинг, добро е било следниот ден да се одмори. Да се одмори. И докажано е дека тие што имаат правилен одмор измеѓу тренинзите, постигнуваат дури може подобри резултати од некој што тренира секојдневно. Значи, не е само да се излези секој ден да се вози по секоја цена, и се приметува тие, или да се трча, не викам за возење. Се приметува дека еден ден имаш сила во нозете или во дигање тегови, следниот ден више енергијата е спласната. Сето тоа е кога ќе се почне да се вежба, како што кажав, обично и касно некои почнуваат обично зашто имаат зголемена телесна тежина. Нагло, претходно никогаш не биле физички активни. Никој еднаш ќе рече, отидовме за Маврово 200 км нината во Извозеле огромна релација. Значи, па се жалат и дека им се слушило, дека едва издржале. Добро е било да се направи една проценка, проверка, да се направи еден убав преглед и кај матичниот или кај кардиолог, па после да се, па дури овој стрес тест да се имаат и центри кои почнуваат да се занимаваат така со спортска медицина. И тоа кај нас едно време беше на одредено ниво, се некако почнува пак да се оживува, зашто има све почесто што почнуваат и да сваќаат на придобивките на рекреацијата и на, па дури и по не само викендашки занимавање со одреден спорт, него и во секојдневно занимавање со одредена физичка активност, зашто, како што кажав, не е само предноста од кардиоваскуларниот систем, него целокупното тело, целокупното здравје се подобрува со ова. Нели, изборевме уште пред емисија дека први на едно ниво на да се канализира, се најде вентил за стресот, бидејќи секојдневно живееме под притисок, мора да најдеме начин да се ослободиме барем малку од тоа. Предноста е што тој саат време додека сте сам трчате или возите точак или не знам се качувате по планина, сам со своите да речеме мисли, малци главата се разбиструва, во исто време она што е собрано може преку тој напор да речем да се како вентил малци слободи, да се издише. Ти се излачуваат хормони на среќа, така што повеќе се излачуваат ендорфини и така натаму, цела една, тоа е исто како ендорфинот му доаѓа како колаче за
награда да за сме се добро почастиле, така. за добро завршената работа. Споменавте дека е многу важно да се следи каков е пулсот. Да. И дека не е убаво да кога ќе вежбаме пулсот да не е оној максимален. Како да знаеме кој е максималниот наш пулс? Дали е индивидуално различен, зависи ли од возраста, од има полот? некоја равенка, и вие ми ја пратевте дури, таа 220 минус годините, за да се одреди кој е нивото на пулсот. Меѓутоа, секој од прилика треба да има, и тоа зависи од и од автономниот нервен систем, и од целокупната состојба, од хидратацијата и така натаму и така натаму. Меѓутоа, обично кога максималниот пулс не точно се одредува според оние што ги имаме уредите Garmin и така натаму Polar, обично е таа груба е формулата. Например, 220 минут бројот на години, што значи дека негде за мене било околу 170. Да би било максималниот пулс. Значи 170 треба да е тој кој ретко би се... На што не би смело да се... Па, би требало да се избегнува. И што во тој момент, доколку си го измериме максималниот треба да пулс, се престане со физичката запреме? активност или да се успори. И сега со кое темпо би требало да се намалува пулсот? Со кое темпо? Темпото на намалување зависи од каква е тренираноста. Од кондицијата? Од кондицијата, да. Значи нашиот пулс е во директна корелација со кондицијата Да. што имаме. Ако на пример отиде на 170 и више по кога ќе престане или се намали интензитетот, на пример не сте на 100% или на 110% да сте отишле од силата што имате и него ја намалите на 50%, тој би требало више во текот на една минута да се спушти добро да падне под 120 или 110 да речеме, ако е 170 максимум, дури уште пониско. Значи колку побрзо се спушта, тоа значи дека кондицијата и тренираноста е подобра на телото. Треба да се избегнува максималниот секако. А доколку се случи да постигнеме максимален пулс и тој да не се спушта со тоа темпо, што тоа значи, некоја болест на срцето? Па не е значи, значи дека треба да се одмара, тоа да речеме, значи. Да не се претерува. Да, да не се претерува или тука влијае и многу и доволно течност, нема доволно течност и значи тогаш би требало да се направи еден посериозен, да речем, може преглед, ако тоа 170 вие престанете да со физичка активност, а тоа проложи да е 160-170, тоа више знак за некој проблем кој може да се одаде малце паника, па дури веднаш да се отиде на лекар. Меѓутоа, сето тоа треба да се прави нели умерено, се во зависност од кондицијата, во зависност од условите, сега да не се излезе надвор ова време да се вози секако. Не знам кој би издржал. Иако има и такви што возат. Ентузијасти. Не се ентузијасти, више како викам ја црвот работи, нешто ги тера да излезат. Меѓутоа треба да се прави се умерено. И обично не се постигнуваат краткорочни резултати и не се губи телесна тежина. Ако сега тргнувате со физичка активност за да се изгуби телесна тежина, тоа не се постигнува за 3 месеци или за 6 месеци. Кои треба да бидат реалните очекувања? Колку време би било обично потребно? телото држи хомеостазата одредено време и кога ќе престанете да јадете и со диетата е така. Обично во првите, да речем, периоди се губят само течности, меѓутоа за да почне телото да разградува свој масти, да почне да се губи телесна тежина, треба да почне треба да пројде доста време. Минимум со ако е активност секој втор ден, да речеме со сабота и недела подолги интервали, после 3 до 6 месеци. Обично луѓето се губи првин водата и мене ми е најинтересно кога ќе видам сега во овие случаи трчат надворе 38 или 40, они со тренерки или со оние што се шушкавец, тоа е да, за да се испотат. Да, не, тоа е, мислам дека слабеат, тоа е да губат течности, тоа ќе настане тешка дехидратација, така боле да земате напче ласекс, да речеме, да измочат тоа него она што го прават. Не се губи на тој начин телесна маса, така на тој начин се губат течности. Само течности Течностите може да се контролира, значи внесувањето се контролира со избегнување на сол. Сега сите може да се одвикнат. Солта, на сите им е вкусно, сол и други зачини така натаму, меѓутоа солта врзува вода. Исто така и има одредени типови на храна што врзуваат многу вода. Соја сосевите и тие се многу солени и така натаму. Јас сега ги знам од лично искуство колку што или алкохолот исто така. И тоа врзува многу вода. Ако сакате да одржувате одредена тежина, треба да се внимава и со исхраната и со
да речем и со нивото на течности, секогаш треба да се хидрираме, меѓутоа да се избегнува тоа да е со превише вештачки, не знам, и ароми, и конзерванси, све тоа се што има во течности. Најдобро е вода и чај според мене. Докторе, оние што почнуваат сега со физичка активност и претходно никогаш не вежбале, не се занимавале со спорт, на каков начин можат да го мерат пулсот? Претпоставам оние кои што веќе интензивно тренираат, ова им е познато. Како за време на вежбање да го измериме пулсот и да знаеме до каде сме? Има сега уреди современи, ги продаваат заедно со саатите. Дури се најновите мерат и сатурација, мислам. Па дури некој ека ги слушнав дека правеле, така да има многу уреди кои се со релативно пристапни цени и го мери пулсот во текот на денот и во текот на ноќите исто ако ги носе. Така да тоа до негде може да му даде осет, да речем, колку се движи пулсот во текот на физичка активност и колку се движи, колку истиот во текот на одмарање. Иако треба да се провери исправноста, има и посовремени и поскапи уреди кои се носат директно на телото, не се у форма на сати, кои се носат на градите, има некои на подлактицата. Различни претежно инфрацрвени сензори имаат и тој го мерат пулсот и обично тие се поврзани и направени така да кога го мерат пулсот заедно со време траењето на физичка активност и кога ќе му зададете вие пропорции, возраст со значи колку е тежина, висина и одредуваат и ниво на калории колку е потрошено во зависност од пулсот. Значи тоа ниво на калории што се потроши зависи колку ќе го дигнете вие пулсот. Значи може да има краткотрајна физичка активност, тие се вика high intensity intervals, значи кога може истиот ефект да го постигнете за 20 минути, кога некој со пешачење би го постигнал за 2 сати. Се зависи од тоа што сака да се постигне. Секако за тоа време да се внимава на пулсот, да не се претера. Обично пулсот кога ќе стане многу висок, обично се губи воздух. Значи, не може да се наполни срцето со крв и тоа може да провоцира, да речем, малце посериозни состојби на срцето. Да тоа треба да се избегне, реков, тоа високиот пулс, ако би високиот пулс 180, тој може да се држи неколку минути. Над тоа треба да се избегнува. Зашто може да направи Кај физички неактивните лица многу брзо се постигнува овој максимален пулс. Значи, би требало на почеток тренинзите, односно било какво вежбање да спроведуваат во мали временски интервали? Па не во мали временски интервали, ама например да се направи некој како распоред, да може да се еден ден да се тренира, еден ден да како што споменавте, наизменично. Наизменично да се одмара. Дури и еве ние што возиме пред со нас во група што се често трка, како е на пример пред трка, он тренира до прилика 7 дена пред трката. Последните 7 дена се претежно значи возења кои што се со мал интензитет, да не се замара срцето и да не се замара целото тело. Така да дури последните 3-4 дена комплет одмараат. Со тоа што го спремаат телото кое е тренирано претходниот период, со одморот да има максимален перформанс за време, на пример, да речеме на трката. А тренингот треба постепено само се зголемува и има начини кои се одредува, да речем, за колку си физички спремен, има VO2 max, значи можноста за искористување на кислород при максимален напор. Тоа го има даваат и нормалните сега новите уреди кои пресметуваат заедно со мерачите на пулсот и кај тие се гледа дека кој има така шема на тренирање, да речем понеделник, среда, петок, сабота, недела се одмара, да речем, најдобро се постигнува зголемување на таа ниво на кондиција, зголемување на кондиција и тренираност. Него ако се иде она исцрпувачки, ќе земам у сабота, ќе извозам 200 км, после ќе бидам на боловање, нели, 7 дена. Најдобар е редовниот и тренинг со редовното одмарање. Да. Кога зборуваме за лица кои што имаат некакви кардиоваскуларни проблеми, што советувате кај нив? Каков тип на вежби да практикуваат? Дали секоја физичка активност е добра?
Па све зависи од возраста, меѓутоа обично луѓето се занимаваат со физичка активност почнуваат откако ќе се утврди некој проблем дека има. Никој предходно. Меѓутоа, за да се избегне доаѓањето до проблем, треба физичката активност да биде секојдневен дел од животот, значи и правилната исхрана, нели. Докторе, пешачењето доволно ли е? Се смета ли тоа за добра физичка активност? Да, пешачењето е добро, бидејќи има неколку, може само споро, чисто пешачење, има пешачење кој го дигнува малце пулсот и се вика се топат масти. Меѓутоа откриено дека на секојдневно тоа пешачењето го подобрува, се избегнуваат оние негативни, да речем, може ефекти на кардиоваскуларниот систем, путта да те трошат калории, после ручек е добро да се пропешачи навечер. Сега има многу луѓе кои пешачат после инфаркт, дури има една улица, мислам, сакам да ја спомнам, Инфаркт штрасе. Инфаркт штрасе, така. Може да се ме спомнам. Сте ја споминали, ако не се лажам, тоа е кивот покрај Вардар. Така да, меѓутоа никој не шета пред инфаркт, него сите обично после инфаркт шетаат. Зашто е докажано дека секојдневната физичка активност го испречува развојот на сериозните форми на кардиоваскуларни заболувања, го подобрува, значи се избегнуваат лажењето на масти, ја подобрува атеросклерозата. Физичката активност од типот на пешачење е добро за не само за старите, и за младите е добро, нели, како што зборевме. Таа е активност која исто така се чувствувате после тоа подобро, се лачат ендорфини и така натаму. И треба да ја применуваат не само да речам постарите, него и помладите, и тоа измеѓу тренинзите, ако има, да речам, тренинг едниот ден. Колкава треба да крајната цел, докторе? И тоа е индивидуално, али не знам, зависи од човекот, меѓутоа има по 5-6 километри секојдневно би требало да се мислам. Би требало да се прошета за да се постигне некој корисен ефект. Добро би било да се иде пешки на работа. Значи тоа да се укомпонира во секојдневниот начин на живот, значи комотни обувки, пешки на работа и назад. Сега, добро, не на ова време, меѓутоа кога не е прежешко или пак престудено. Или престудено не е проблем, меѓутоа кога прежешко очигледно проблем. Така да се компонира во секојдневниот, да стане еден стил на живот. И исто и возењето точак и тоа е стил на живот за идењето на работа со точак. Сето може, нели, зборевме, децата така натаму, те може да се носат со кола, меѓутоа може и да идете со градски превоз, нели? Така. Има алтернативи корисни. Има алтернативи, така, и тоа да се компонира. И сега ние придобивки, да, нема да ги добиеме придобивки одма, меѓутоа долгорочно ќе има многу придобивки. Многу од нас користат апликации за броење чекори во текот на денот. Корисно ли е тоа? Па, корисно е, мислам дека повише менталното за тоа, ако не си чекорила или чекорил едниот ден 10.000 чекори, а следниот ден може ќе ме натера повише да исчекорам. Не знам бројката како бројка, дали е 10.000 чекори, и тоа има разлика, дали се по скали, дали се нарамно, дали се надоле. Значи се тоа, меѓутоа мислам дека е повише ментално да те натера да се движиш. Да се движиш. Исто и има и други апликации кога гледаш дали другите се движеле или дали другите возеле точак, кога ќе видиш те тера тебе, чека, овој возел денес ќе возам и ја. И така, мислам дека се тоа придобивки на тие апликации. Во мотивација. Во мотивацијата, точно, за да можеш умерено, нели, околу пешачењето и трчањето, посебно трчањето, тоа се физички активности кои имаат high impact, викаат, значи го штетуваат зглобовите. На колената? Да, начелно да. Подобро да се занимаваат со некој кај повозрастните или да не си има ефект на подлогот и подобро да се занимаваат со low impact, например, едното тоа е велосипедизмот. Ти немаш тежината, не ја носиш на зглобовите, него тежината е претежно над, да речем, на точакот, да седиш. Друго е веслањето исто. За разлика од трчањето или качувањето си мињањето во водно, ја знам по личен пример. Татко ми беше таков што трчаше на водно, не знам, за 40 минути го качуваше, па се си мињаше не знам за колку. Затоа сега двата колка моравме да ги смениме, а изгледа колената се за мењање. Значи,
добро е било да се занимава со физичка активност, меѓутоа да се размислува и на краткорочните и на долгорочните така. ефекти. Добро е маратонското трчање се. Меѓутоа 40 километри, посебно тие се занимаваат, тие мислам дека после 60-70 година ќе имаат проблем со зглобовите. Значи треба да се занимаваш со одредена физичка активност која во исто време нема да го оштети телото. Нема да предизвика, например, проблеми со кичмата или пролапс на некој диск или проблем со зглобовите на стара возраст. Кога се започнува со физичка активност или со тренирање, ако некој сака или да вози точак или така, треба да се информира за се до тоа. Возењето точак е прекрасно, се меѓутоа има угорници, се постигнуваат брзини, се вози без кацига. Така, може да се открие кој се долгорочно кој се предности, меѓутоа носи своји опасности. Пат еден од точак е многу полош него пат, да речеме, при пешачење или при трчање. Значи за се има тука за све си има нешто, да. По не толку добри страни. Има доста што, да речем, при возењето на точак е на Симења водно паднале, па скршеле пријатели мои или клучната коска, па некои падови имаат скршени кукови и така натаму и така натаму. Значи и возењето точак има своји опасности. Меѓутоа и трчањето има своји опасности. Така. Страдаат зглобовите, нели? Веслањето, посебно вода си носи исто така своји опасности. Тоа е исто исклучително популарно. Да. Даска и весло. Стендап, да, суп, да. И што се постигнува добра активност за срцето? Тоа е исто лоу импакт. Тоа е значи предноста е што првен сте надвор. Второ, наместо да изнајмите глисер или не знам што, или со мотор, со пента да се возите, сами ја движите даската. И предноста е што има физичка активност која не го оштетува многу телото, меѓутоа те максимално во текот, зависи од интензитетот на веслање, меѓутоа се трошат негде 300-400 калории. Меѓутоа е исто како, да речеме, вие што се кој без пренесува штета на телото има долгорочен ефект многу корисен. Сега ни треба даска, треба тука инвестиција, даската снели се пумпа со па треба мирно да е морето или езерото или така натаму и така натаму. И ни треба што повеќе слободни денови, за да можеме да бидеме покрај вода. Кога правев истражување кои физички активности се добри за срцето, издвоив 6, веќе ги искоментиравме дел од нив. Пешачењето е на прво место, голфот, докторе, го најдов, значи навидум велат ова е привидно блага физичка активност. Всушност се активира целото тело. Немаме ние навика тука да практикуваме. Нема голф, нема, требаше нешто да се направат терени, мислам нешто одлично, ама не. Има ентузијасти во градски парк. Обично сабота и недела дури може да ги видите. Во дело што е во новиот дел, така да меѓутоа тоа е колку мислам 5-6 души се. Инаку одлично како форма за да се изрелаксираш, полека да се движиш, пешачиш, значи и целото тело се активира. Исто како што целото тело се активира при она што го спомнавме супот, бидејќи треба да држаш и баланс, значи се она кор, натрешна, се развиваат оние мускулите кои се многу важни за како и при јога, да речеме. Јогата е исто така една од физички активности кои е одлична, која треба да се применува. Сето тоа е се уште во станови, иако почна и во парк на отворено, да речем, да се применува, меѓутоа е добро и не само за физичкото и за менталното здравје исто. Ке пуштиме тука еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со останатите физички активности кои што можат позитивно да влијаат пред се на кардиоваскуларниот систем. Останете на Телма. Во студиото на Телма денеска гостин е доктор Никола Христов, специјалист по кардиоваскуларна хирургија во Жан Митрев клиник. Зборуваме за спортските активности, за физичката активност и здравјето на кардиоваскуларниот систем, но и целокупното здравје. Докторе, следно што јас го издвоив како физичка активност, односно спорт добра за срцето, е велосипедизмот. Односно возењето велосипед. Вие активно се занимавате со велосипедизам веќе десетина години. Сега, тука вели, не е лошо оние кои што не се доволно подготвени за спортски активности, односно за возење велосипед или пак прележале инфаркт, да започнат со возење собен велосипед. Што велите за ова? Па,
Имам еден пример сега во предсобниот велосипед. Имам еден пример за да речам врсник мој пријател кој така имаше начин на живот нели хектичен малце и дури заврши кај нас. Доби 4 бајпаса. Релативно добро пројде, значи иста возраст сме, може и да слуша. И после тоа почна активно се занимава со велосипедизам. И он прво нешто што кога почна да се занимава, вика бе дали можам да се оптоварам, дали можам да возам. Викам, ако има некој проблем, возењето одма ќе ти покаже дали има и дали нема проблем. Викам слободно да почнеш да возиш колку што сакаш. Тоа има првата дилема, дали смеат со физичка активност со таков тип да се занимаваат. Кога ќе се оперираат срце, мене ми е најсмешно кога бараат болување, викам нема потреба болување, сега си здрав. И за било што друго, нели. Малце така доаѓа шалата, ама дефинитивно Значи више... не е потребно мирување по тоа. Па не е потребно мирување, сега ако има некоја рана, па треба да заздрави, меѓутоа ние препорачуваме одма, дури се иде и во рехабилитација, нели во Охрид едно време и сега се иде, мислам, каде што се почна со тие физички активности веднаш после операција на срцето. Срцето после операција, кога добие како во овој случај бајпас, тоа е здраво више. Може ако се чува на контрактилноста или пак да се врати после бајпасите или после замена на аортна валвула и така натаму. Меѓутоа он сега активно вози и тоа вози релативно добри дистанции, дневно прави по 50, 60, 70 километри, се качува по планини и ако има 4 бајпаса. Значи тоа треба да иде пример за оние, дури треба да другите колку допринесува физичката активност, да речеме и во неговото оздравување и враќање во нормален живот, иако претходно претпоставувам дека животот нема бил како сега што му е, да рече да се сврти, да погледа што се сега правев и што треба од сега понатаму да правам. Физичката активност го продолжува, нели? Сега зборев не само за кардиоваскуларниот систем, него за све и за метаболно, за нели допринесува и за да се намали ризикот од диабет, да се намали ризикот од атеросклероза. Нели постои физичката активност, има излучување на одредени хормони кои придонесува да се чувствувате така подобро, порасположена, така да може да она што зборевме да се избегнува земање на диазепами, боле да идете да извозите или да прошетате пола саат, него да тоа исто ќе биде кога да сте земале нешто за смирување. За смирување, да, дури е добро да се земе и куче и со кучето да се излезе да се шета, не за да прави влакна, нели? Како што зборевме исто, ама влие на менталното здравје, тоа па влие на физичкото здравје. Сега, она што за собниот, има луѓе што може да возат во затворено, може да возат дома, има луѓе што апсолутно уопште не можат. Све зависи тоа од менталниот склоп, меѓутоа. Но да речеме повозрастните лица кои што можеби се плашат да не паднат, па да не се повредат. Да, тоа е предноста да возење, да. Собен. Да, собен велосипед, нели, има и собни велосипеди кои се продаваат, па дури има на обичен точак да се монтира, тие се викаат тренажери, и да се монтира и дури да се вози дома. И тоа е предноста, посебно кога е лошо време, сакаат да тренираат. Или пак... И вие имате собен велосипед? Да, имам, зборевме, да, собен. Дури сме, тој собниот тренажер е така направен да ја мери, може да мери која снага, како вртеш и уклучен се прима претплати на одредени апликации кои те поврзуваат со луѓе од цел свет да можеш да возиш на одредени претходно направени мапи, например, и се избегнува монотоноста, значи се уклучуваш на тој Zwift, го монтираш точакот пред голем екран овако како што имате вие во студио. Нели, спремаш пешкир, вода и почнуваш да вртиш. Тој саат време што ќе го извозиш е одлична придобивка или пола саат. А посебно ако надвор е минус 20 или овака како денеска претопло и кога е лошо времето, нели, кога врне и така натаму, што се избегнува тој несаканите ефекти од точакот за евентуални, да речем, падови или, не знам, возење при планински велосипедизам, може некои неприступачни предели и така натаму, да, нели, кучиња има и све се случува. Тоа е една од придобивките, има и други тренажери, има и ја имам дома за машина за веслање и тоа е релативно одлична, да речем, алатка која ќе помогне, нели, посебно кога се нема време да се излезе за да потрошиш едно пола саат. Све зависи од ментален склоп, има луѓе кои не може да возат уопште дома или да се занимаваат со физичка активност, мора да излезат надвор. Так, има некои што идат и во теретани,
Теретаните имаат своји предности, ама нема да спомнам ништо. Ќе ги продискутираме и теретаните во текот на емисијата. Ајде да се задржиме малку на велосипедизмот, оние кои што започнуваат сега да возат, колкави релации советувате на почетокот да усвојат, колку време да возат, со каков отпор? Па секогаш треба да се пробат првен силата, колку може да издржат, нели? Добро е да имаат за мерење на пулс, ги има на саатите, дури има се продаваат одредени нели кои се монтираат како траки, кои се преку Bluetooth се поврзуваат со телефон. И добро е да го мерат пулсот. Сега дистанцата е кеот да го извозат од почеток до крај, ако може од Лисиче до Влаје, да не сгрешам и назад, тоа е одлична дистанца. Секој треба со има се и нели нови точици со припомош електрични точици и тоа не е лошо. Добро е да си надвор, добро е да вртат зглобовите и да имаш помош нели електричен кога ќе се измориш, меѓутоа е таа една дистанца. Втора дистанца, ако сака да се пробава силата, нели водно секогаш. Одличен круг е да се качиш до средно водно, да се симнеш од Кога може водно да се искачи, докторе? Како? Кога некому советувате да почне да го искачува водно со велосипед? Нека си ја пробаат првен силата на кеја, ако релативно нема никакви проблеми, може да се проба и водно. Не е проблем што е на горнина? Па не, па баш е подобра предност бидејќи ќе направиш истата физичка активност за релативно пократок период успон. Затоа кога се тренира се гледа да се иде на такви успони на да потроши што повише калории, а помалце време, а ефектот да ти е подобар. Често возите на водно? Па кога можам да вчера бев и во понеделникот бев, да. Колку брзо успевате? Зависи од каков ти бил денот, нели? Ако е напорен денот, чисто за да излезеш малце да проветриш и главата и да па не знам сега нешто од Кочо Рацин до Врв, да речеме, некое нормално време било, еве да речеме саат време, нешто. Иако си има и за многу побрзо изборено, тоа на прв до Врв тоа е одлична манифестација. Секоја година идам скоро, бидејќи тогаш е отворена и рампата и нема сообраќај, можеш да се тестираш каква ти е кондицијата. Иако и најдобро било за 43 минути, мислам така. На работа до Жан Митрев клиник доаѓате на велосипед? Да, и сега сум со велосипед, иако вака, да речем, облечен цело време. Некој велат не можам на работа, ми е стрес на работата, потоа ќе бидам уморен, ќе изгубам концентрацијата, децата да ги земете, тоа е мојот изговор, така. Не, цело време и зиме и лета, нема исклучок, само точак. А ретко Кока-кола, ретко на работа скоро никогаш. Не имам картичка за паркирање. Значи на работа што имаме паркингот, не сум ја не земал уопште, ама колата многу ретко. Дури и секаде одите со вашиот велосипед, дури на патување во Италија? Да. Сакам да кажам пазар, на пазар имам бисеги, ќе го наполнам, значи нема потреба било каде, све може да се заврши со точак. Посебно за Скопје како што е сообраќајот е катастрофа, али со точак многу побрзо ќе се пробиете, ќе пројдете, па дури се и со електрични точаци има што идат до 45 дури што може да постигнат брзина, многу побрзо ќе завршите работа него со кола. А колата треба, нели, бензин, сега рипа бензина, треба да ја паркираш, треба да ја регистрираш, треба финансиски ја гледаме таа предност. Не е само предноста на здравјето. Во сообраќајниот метеж треба да се вози, да се издржи тој стрес. Добро, сообраќајниот метеж е предност зашто ги проверуваш социјалните медиуми тогаш. Ама ако немате профил на социјалните медиуми, тогаш велосипедот треба да е број еден извор. И на патување секојаш. Значи патувањата дури така се одредуваат според тоа каде може да се вози. Се на последното патување, да речем за Великден беше одморот, идовме во Италија, Лаго ди Гарда, значи место каде што договор, значи они имаат, значи фамилијата има една интерес, ја имам друг интерес и правиме некој, да речем, компромис? Компромис. Не ве следат од семејството? Не, апсолутно антиспортисти. Навистина? Не успевате да ги измотивирате на ваков начин? Не, али, да, тоа е, не знам, може, зашто ја претерувам, па, може они, затоа се, не се, имаат точаци, меѓутоа, многу не на ова ниво како што јас. Така, како што вие со страст сте посветени. Дали сите спортови, докторе, се добри за срцето? Има ли нешто што не го советувате? Еве, јас би издвоила кросфит.
Дали тоа може секој од нас да го практикува? Советувате ли на возрастни лица Па, по кросфитот не, 60-та, тоа е 70-та да. година да креваат тегови? Тегови, да, И и во за теретана, возрастни да. лица, за теретани. Претежно, значи, иако кревањето тежини, значи, е предност и за велосипедистите за тоа, бидејќи додатно зголемува снагата, меѓутоа, обично во зимскиот период они се иде по теретани, меѓутоа кросфитот е претежно за млади. Тоа е спорт со многу движење кој нели вклучува топки, јажења, клекнување, трчање, станување, така. Мислам дека е еден интензивен спорт кој ретко кој се занимава во Македонија, не знам дали има, може има некој. Меѓутоа за срцето секако би имало предност, меѓутоа страдаат, не страдаат, меѓутоа раце, зглобови и така натаму. Може ние да речем на повозрастни да внимаваме више на овие работи, посебно каква е професијата. Меѓутоа не сум имал некој контакт со луѓе кои сериозно се занимаваат со кросфит во држава. Во земјава. Да. И дигањето тежини, не знам, не би можел да препорачам. Претежно сум овие физички активности кои спомнавте, пешачењето, секако трчање за помладите. И пливањето не го споменавме, докторе. Пливањето може најдобро од сите. Така, но тука велат постои ризик, бидејќи не може да се следи срцевиот ритм, односно пулсот. Но сега веќе тоа е променето, има уреди кои што може да го... Има уреди кои го пратат пулсот, посебно за во текот на пливање. Сега не може да застанеш да го гледаш, меѓутоа може тренерот или некој друг. Секако, за ако не се надпреваруваш, можеш да застанеш да го гледаш од предика колку ти е пулсот, меѓутоа никој не се занимава на тоа ниво, да речеме, да може да испадне проблем со пливањето, па да дојде некаков проблем со срцето. Тоа е еден од најдобрите спортови каде што е активирано цело тело и, нели, како што спомнав, оние low impact кое не се оштетува, да речем... Зглобовите не се оштетуваат. Зглобови и така натаму, не може да дојде до кинење на мускули, до повреди од падови и така натаму и така натаму. Затоа тоа е одличен спорт, меѓутоа условите се кај нас или Охрид, или Преспа, базените. Лимитирани се. Да. Така. За што зборевме не само за пулсот, за правилната треба да има и правилна исхрана. Нели зборевме за покрај што треба да се внимава на начинот на како се извршува вежбање, на следење на пулсот, изборот на физичка активност, исто така и исхраната треба да има многу важна изборот улога. и некој и сега кој еден совет, подобро е вежбањето да биде сабајле или во текот на денот, него навечер. Зошто? Мислам дека навечер со вежбањето, посебно ако се така кратки и интензивни, ако се качува на водно и посебно ако се притиска малце повише, обично се лачат нели малце и хормони, малце пулсот трипа и потоа телото не се спрема за одмор. Навечер телото треба да одмара. Покрај тоа една од важна работа што е за адекватен тренинг е одморот за спиење. Значи спиењето исто така добро влијае и на лачење на тие хормони и на инсулинот и на еден од причините зашто не може да се изгуби телесна тежина може биде и неадекватен сон. Значи сонот е многу важен не само за одмарање за вакво за физичка активност или за тренинзи, меѓутоа важен е и за нели за таа хомеостазата и на општото добро на телото за да ако се држи диета и се спие убаво, многу побрзо ќе се изгуби планираната, да речем, телесна тежина, неко ако точно се држи диета или пак се внимава што се јаде, меѓутоа сонот е само 3 до 4 сати, 5 сати во текот на ноќта. Тоа така современиот човек многу малку спија. Да, претежно сето тоа влијае на нели телефоните, плавите светла, навечер гледање телевизија, со екраните пред нас. Blue light, како ги викаат. Да, и тоа го буди мозокот, сушто добива сигнал дека е утро. Да, и додатно влијае тука ако пред спиењето или навечер до 8 сат
се направи некоја физичка активност која трае саат и пол и телото е целото во разбудено. Да, и кога ќе легнете да спиете, уствари не спиете. И следниот ден станувате уморени, одма се приметува човек кој е неадекватно оспан, се гледа по ликот, сега да не кажувам, меѓутоа одма се приметува. И значи дека е уморен, значи дека тој ден не може апсолутно ни да функционира, може на работа, може камоли на тренинг или нешто. Значи само да се протурка денот. Да, важно е да физичката активност според мене и докажам дека најдобро да е сабали во текот на денот. Телото навечер треба да се спреме за сон. Значи да се избегнува да се јаде навечер после 7. Да се свари тоа што има храната и да се избегнува физичка активност за да може да речеме да се отспи од 10 до 6 сат сабале. Еден континуитет од 8 часа, да, тоа е идеално. Часа. Да ги поканиме гледачите, еве денеска не ги вклучивме со нивни прашања, доколку имаат некоја дилема, некој прашање на темата на која што говориме, слободно може да се јават на телефонскиот број 02-3076-677. А што е со оброците пред или пак после вежбањето? Кога треба да се земат? Што да се земе во тие моменти? Смее ли да се применува и оној концепт на наизменично постоење што е исклучително важен во комбинација со интензивна физичка активност? Да, наизменичното, ова интермитент фастингот или постоењето. Наизменично гладување. Наизменично гладување, да, добро. Исте, да речем, сличен е терминот. Добро е зашто тоа грубо значи 16 сати да не се јаде, ништо, течности да се пијат, а во тие 8 сати да јадете што сакате, да речем, што сакате. Пак да се внимава, меѓутоа да не се претера, па да се компензира за оние 16 сати на јадење. Да. И има многу предности. Едната предност е да значи не се лачи тој инсулинот, не се да речем телото е многу поред целите тие хормони кои влијаат еден на друг, телото е многу по посебно мозокот е многу по шарп, по остар, по концентриран, да. И ние јас го терам тоа и цела фамилија го тера и тоа сме го приметиле да кога ќе почнеш може ќе имаш на потреба за храна првите 7 2 недели, 3 недели, меѓутоа обично како повише навлегуваш и кога ќе пројдат тие 16 сати немаш некој посебен апетит. Како што реков, едната е предност за регулирање на телесната тежина, друго е концентрацијата е многу подобра. Значи посебно оние кои имаат по, да речам, работа која бара високо ниво на концентрација и трето како што реков, телесната тежина, концентрацијата па пошли за улога играјќи дијабетес. Една, да. Да, шеќерот во крвта. Аутофагијата, значи дури е утврдено, не само да шеќерот на крвта е едното, меѓутоа е утврдено дека тој начин на да речем на исхрана влие да во телото не се развиваат некои клетки кои не би требало да се развиваат. Баш го спомнавме со еден од вработените тука, он го знаеше тој концепт, така да дури се претпоставува дека таа аутофагија може да ги уништува и канцерогените клетки. Да, штетните клетки. Покрај тоа што ги јаде нели резервите на телото, на мастите што се. Може да ги јаде и тие клетки, така да има поголеми предности. Една од тие предности е како што го кажавме ова, меѓутоа како може да се покрај таа аутофагијата со слабењето да влие, добро би било на крај на аутофагијата да се направи еден тренинг, малце поинтензивен, кој уште повеќе ќе го потенцира ефектот, па после да се значи кратко траен да биде. Ако е подолго од 1 сат тренинг, обично треба адекватна исхрана. Значи, добро било 16 сат гладување, пример последниот оброк во 8 навечер или 7, како што рековме претходниот ден, да се издржи 16-17 сати, после да се направи еден тренинг ако може. После тоа да се јаде. Сега на кој како му одговара според начинот на живот, некој 16 сати може да ги тераат во текот на вечерта. Например, ја ги терам од сабале, да речем, до сега до кај 5-6 сати. Добро било 5-6 сати ако дозволи времето да идеш да извозиш и после да седнеш да јадеш. Со тоа што треба да се избегнува јадење, како што реков, после 7 навечер. Така.
кој може да го издржи, значи може да си го напрати распоредот во зависност од тоа како индивидуално, се чувствуваат. Тоа е добро да значи се влие некој начин, освен тоа што влие на таложење на екстра мастите, значи во губиток на телесната тежина, влие и да таа аутофагија да ги разгради оние клетки што и тоа е релативно модерен концепт, потенцијално опасни за нашето здравје. Да. Имаме доктор Двајца гледачи, јас ќе ги замолам што поконцизни да бидат со прашањето, бидејќи имаме навистина уште многу малку време. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Добар ден. Дали сум во емисија? Да, во програма сте, ве слушаме, повелете. Јас, добар ден, поздрав до докторот и до вас. Благодарам. Внимателно да слушам, можам да го слушам до вечер. Само имам едно директно прашање, одма, кратко. Каква вежба треба да се направи за аритмија? Ето, да не должам многу. За пациенти со аритмија, што би можеле да вежбаат? Ви благодарам за вклучувањето. Докторе, го слушнам и следното прашање од гледач, па ќе ги одговорите веднаш двете прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете, докторе, ќе го вклучиме малку подоцна гледачот. Не исклучува нормална физичка активност. Значи, има лекарства кои треба да се контролира само брзината на пулс. Предпоставувам дека гледачката пие такви лекарства. И, значи, секоја физичка активност, нормално која одговара вас, може да ја применувате, без ограничување, со тоа што добро би било да се носиат тие апаратчињата, да се гледа само пулсот да не иде многу брз. При аритмија знае неправилна работа да иде многу брзо пулсот, со тоа што треба да се земе од тие, не се мислам више релативно достапни се. Така да зависно од возраста, меѓутоа пливање секако, пешачење, качување на водно, значи да не е со некој голем интензитет, може и возење точак, ништо не исклучува аритмијата. Аритмијата не е болест, тоа е само да речеме одредена состојба на срцето кога поради X причини не работат дали коморите, дали предкоморите синхроно. Меѓутоа не значи дека не треба да се занимава со спорт. Така, јасно. Ајде да го слушнеме прашањето од следниот гледач. Добар ден. Јас се надевам дека успешно ќе се вклучи, бидејќи малку почека. Добар ден. Дали се уште го имаме гледачот на линија? Не, се исклучил во ред. Докторе, постои една хипотеза која што вели дека бројот на удари на срцето, дека кај срцето постои одреден број на удари во текот на животниот век, значи конечен број на удари. И идејата е дека малите животни имаат побрз пулс, побрз метаболизам и пократок животен век, а физички активните лица пак имаат позабавен пулс во мирување. Дали ова значи дека спортската активност и намалениот пулс всушност го продолжуваат животот? Да. Може да заокружиме со ова. Да, тоа е да речем една од сум го слушнал ја, меѓутоа мислам дека не постои нешто така да однапред има програмирани 2 милиони удари да речем на срцето. Меѓутоа да, срцето е кога работи споро, срцето е обично порелаксирано, подобро се полнат крвните садови кои го хранат срцето, подобро функционираат валволите. Значи, сега да не е екстремно споро, да не е да речем да се стигне под 35, ја не се да кажам под 40, личниот пример. Така да подобро е било да срцето да работи споро. Но тоа важи само кај оние кои што се физички активни, така? И кај другите има луѓе кои едноставно таков им е пулсот и притисокот им е понизок. Мислам дека тоа е една подобра опција него да имате висок пулс и висок притисок. Зашто тоа значи дека постои одреден хормонски, може некој дисбаланс во телото и срцето е кога работи споро, кога работи неоптоварено, се одмара, значи е порелаксирано и тоа значи дека тогаш и векот ќе иде здраво срцето, да речем. Обично брзата работа на срцето значи дека нешто се случува во телото. Дали се случува може стрес, дали некој хормонски дисбаланс. Сега ги исклучуваме младите до, еве да речем, до 25 години. Обично кај децата е побрз пулсот, кај бињата е 140-150, за разлика од кај повозрастните. Меѓутоа, обично кај лицата над 30 години, ако имаат многу висок пулс, значи дека има нешто се случува во телото и би требало да се направи, да се бара
што е одредена причина за тоа да срцето куца над 100. Значи може да е хормонски, може да е тироидната жлезда, може да е многу пореметување да си требаше тогаш да се бара обично која е причината. Меѓутоа, друго е тоа кога работи во мирување стотка, друго е кога да речем се качил на водна, па тогаш здравата стотка. Тоа е здравата опција, тоа е да може да го качи пулсот на адекватно на напорот. На напорот, да. А друго е стотка во мирување. Стотка во мирување више значи дека треба да се бара више чарето, што е причината за тоа. Значи... Тоа е грубо го проведува дека може има некое правило во ова, има некоја, да речем вистина во што го кажавте дека срцето има одреден број програмирани. Се уште хипотеза, не е тоа докажано, но вака звучи логично до некаде. Докторе, ви благодарам за вашето денешно гостување и ве научивме дека пулсот, кондицијата, сето тоа е поврзано со нашето здравје, да бидеме што пофизички активни, умерено да започнеме со физичка активност, да го мериме пулсот и ако е потребна консултација, да се избегнува сол. И здрава исхрана. Здрава исхрана. Ако е тренингот подолго од сат време, треба да се јаде. И за време на тренингот обично треба 50 грама грубо, ако се појак тренингот, 50 грама шекери на секој сат време. Значи кога се иде на вожњи 3-4 сати, треба да се носи или 3-4 банани или барови некои така натаму. Вила дека бананата е одличен избор во овие ситуации. Да, има и споро што ослободува и брзо се ослободува шекери, она поспоро што ги ослободува. Ви благодарам уште една за гостувањето, ми беше чест и задоволство што прифативте да гостувате во денешната емисија и да зборуваме на оваа тема. Почитувани доктор Никола Христов, специјалист по кардиоваскуларна хирургија во Жан Митрев клиник, беше нашиот денешен гостин. Ви благодарам и денеска за вниманието со кое што не следевте. Еве и денеска научивме на вистина низа корисни работи кои што се поврзани со нашето здравје. Имајте пријатен ден.